Вести на Канал 8. Добар ден. Во 8 кочански училишта започна новата учебна година. Годинава за прв пат во училишните клупи седнаа 310 правачиња, распоредени во 20 паралелки. Градоначалникот Илиев ги посети училиштата со цел да ја види подготвеноста за старт на учебната година и дочек на учениците. За 4089 ученици во основно и во средно образование во Кочани започна новата учебна 2018-2019 година. Во 5 основни училишта годинава се запишани вкупно 310 правачиња во 20 паралелки, 27 ученици повеќе од минатата година. Средното образование го започнуваат 262 ученици во двете средни училишта, гимназијата Љупчо Сантов и Гоша Веќантиев, каде ќе учат 1334 ученици. Оваа учебна година во основното музичко училиште Ристо Јоруков ќе учат 142 ученици, од кои 15 се во прво оделение. Успешен почеток во новата учебна година на учениците што го започнуваат средното и основното образование им посака и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Направивме иницијатива да ги посетиме сите училишта кои гравитираат во општина Кочани, се со цел најпрвен да и дадеме признание на децата кои почнуваат во прва година во средните училишта, како и првачињата во основните училишта. Градоначалникот Илиев ја искористи приликата да поразговара со раководните лица на училишните установи за старт на учебната година, откаде е констатирано дека со мали недостатоци училиштата воглавно се подготвени за новата учебна година и пречек на учениците и одвивање на наставата. Што се однесува до хигиената, направени се потребните оправки толку колку што дозволуваат средствата. Она што треба секако во иднина да се размислува за една поцелосна реконструкција на поголем дел на училиштата. Тоа е тема на која разговараме отворено секојдневно и бараме решение, односно решението во изнаоѓање на соодветни средства кои ќе бидат доволни за да ги поправиме училиштата и да ги доведеме во една нормална, каде што навистина децата покрај учењето ќе имат и солидни услови за престој во училиштата. Превозот е исто така една тема за која што разговараме подолго време. Вие сами знаете дека обврска на училиштата, односно на општина Кочани, е да организираме превоз, бесплатен превоз на учениците до училиштата. Тој процес кој трае доста долги години и кој е организиран во минатото на начин како што е организиран. Ние утврдивме како локална самоуправа одредени недостатоци, бидејќи училиштата тонат во долгови, во огромни долгови, кои износи се незамисливи за да се расчистат така лесно и едноставно. И мислиме дека ако продолжиме со тој начин на организирање на училишниот превоз, дека училиштата еден ден ќе се доведат во ситуација да не можат нормално да функционират. Од тие причини, покрај транспарентниот однос и разговор со сите инволвирани, како директори на средните и основните училишта, така и со надлежните министерства, се дојде до заклучок дека ова е една состојба која што на подолг период е неодржлива и поради тоа дојде иницијативата за измена на Законот за превоз на ученици во основните и средни училишта, кој што денеска ќе биде донесен по итна постапка и ќе биде применлив веднаш, а општина Кочани ќе биде подготвена да го прифати истиот и по донесување, додаде Илиев, веднаш ќе се пристапи кон организирање на превоз на учениците. Денеска во парламентот законот кој ќе биде донесен од прилика ќе се однесува дека образовните институции и училиштата се должни да организираат превоз на учениците по пазарни цени и со превоз преку редовните линии кои ги имаат добиено превозниците кои имаат лиценци, соодветни лиценци за тој вид на превоз. Значи, едно горшево прашање, очекувам дека ќе биде разрешено и со тоа ќе возможиме да заштедиме доволно средства со кои училиштата ќе ги направиме да бидат пристојни за престој на нашите дечиња, а исто така ќе овозможиме дел од долговите да ги враќаме со рационализацијата токму на овие трошоци. Навистина за ова ни требаше многу време и многу енергија и сметам дека сме на крајот на решението на проблемот кој навистина не измачуваше доста години и направи доста штета во поглед на долговите на училиштата токму со превозот на учениците.
Училиштата подготвени за новата учебна година внесоа одредени новини за одвивање и полесно совладување на наставните содржини. Конкретно во основното училиште Никола Карев во училишниот двор нацртале разни игри за учење преку забава, како и за побрзо и полесно учење на таблица множење и делење, која што е нацртана на скалите во училишната установа. Оваа година нашето училиште има промени, така да подготвено заедно со наставниците работевме на уредување на училиштето и се надеваме дека преку игра, преку забава, учениците полесно ќе учат и полесно ќе ги совладуваат методските единици, се со цел за подобро усовршување на нивните знаења. Денес во нашето училиште за прв пат зачекорија 139 нови правачиња, од кои 115 правачиња во Централното училиште, 20 правачиња во Подрачното училиште во село Горни Подлог и 4 правачиња во Подрачното училиште во село Бели. Во оваа прилика уште еднаш би сакал да им посакам многу пред се здравје, успех и среќа во новата учебна година, како на правачињата, така и на сите останати ученици од нашата општина. И во однос на затоплувањето и подготвеноста на училиштата за предстојната зима, градоначалникот Илиев информираше дека јавните набавки за затоплување на училиштата се направени и поголем дел од училиштата имаат залиха на нафта од претходната година, а останатите навреме ги имаат завршено тендерските постапки и во тој поглед училиштата подготвено ја дочекуваат учебната година. Во општина Виница учебната година започна за нови 160 правачиња, кои за прв пат седнаа во училишните клупи. Училиштата подготвени за новата учебна година. 160 правачиња седнаа во училишните клупи во основните училишта во Виница. Сите подготвени за новиот животен предизвик ги поздрави градоначалникот Ивица Димитров, посакувајќи им успешен старт на новата учебна година. Оваа година во нашата општина се запишани 160 правачиња, што е значително поголем број за разлика од претходните години. Се надеваме дека и следните години бројот на правачиња ќе се зголемува во нашата општина и дека ние сите ќе бидеме среќни и задоволни со нашиот образовен систем, за кој што вие учителите се грижите. Но ќе ги замолам и родителите да посветат посебно внимание на нашите правачиња, бидејќи од денес па натаму тие почнуваат во еден нов свет, во свет во кој што треба да се едуцираат, свет кој што треба да го градиме сите заеднички, во кој што мораме да дадеме допринос пред се за градот, нашиот град, нашата општина и за целиот образовен процес. Четирите основни и средното училиште во Виница се подготвени за старт на новата учебна година. Обезбедени се сите услови во однос на хигиената, огревот и наставниот кадар кој ќе работи со учениците, велат од училиштата. Општината во соработка со компанијата Мак Прогрес за сите правачиња обезбеди пригодни училишни подароци. Кочани беше првиот град во државата од кој започна предреферендумскиот караван на коалицијата Заедно за Европска Македонија. Со тоа стартуваше и кампањата во чии рамки се одржа трибина со граѓаните, на која зборуваше претседателот на владата Зоран Заев. Со трибина со граѓаните што се одржа во паркот на револуцијата, коалицијата Заедно за Европска Македонија од Кочанија започна кампањата низ градовите во државата, а по повод предстојното референдумско изјаснување. На собирот, символично наречен Излези за Европска Македонија, обраќање пред присутните имаше премиерот Зоран Заев. Тој зборуваше за новите економски, безбедносни и идентитетски перспективи што и се отвораат на нашата држава по 27 години од незината независност. Со овој компромис добивме датум за почеток на преговори со Европската Унија. И ве уверувам дека е вредно. Ве уверувам дека е вредно затоа што со програмата до 2020 260.000 евра Европската Унија донира секој ден во Македонија. 15 милиони евра годишно за транспорт, за патишта, железници, мостови, гасификации и слично. По 18 милиони евра за земјоделие годишно. 8,5 милиони евра за унапредување на нашите гранични премини. 15 милиони евра за реформи во правосудството. И така натаму, и така натаму. Вкупниот буџет
е 1.280 милиони евра само за Македонија. Говорејќи за договорот со Грција, Заев рече дека некои политичари со занемарлив рейтинг се обидуваат да го замојуваат народот, оти ќе го изгуби идентитетот и македонскиот јазик. При тоа нагласи дека секој може да прочита што е напишено во документот, што јавно е објавен и што јужниот сосед веќе го прифатил. Тамо пишува македонски јазик, преведлив на сите светски јазици и стои подписот на нашиот нов пријател Грција. Грција го признала македонскиот јазик. Во делот на државјанство стои македонци кроз граѓани на Република Северна Македонија. Државјанството не е националност, но сепак прифатија да стои и македонци, за да нема дилеми дека е потврден нашиот идентитет. Членот 7 зборува за македонскиот идентитет, целосно, кој што се потврдува согласно територијата на која што живееме, нашиот јазик, нашата култура, со сите дополнителни атрибути на нашата национална посебност. На трибината во Кочани зборуваше и градоначалникот Николчо Илиев, кој ги истакна придобивките на локално ниво од влегувањето во Европската Унија и НАТО. Токму влезот во Европската Унија отвара нови перспективи во економијата, во стопанството, онаму каде што многу наши сограѓани ќе најдат своји нови работни места и подобро платени работни места. Работни места кои ќе бидат почитувани и ценети и кои ќе бидат добар допринос за решавање на основните економски прашања во нашата општина. На крајот од обраќањето пред граѓаните на Кочани, премиерот Заев одговараше на прашања на дел од присутните. Исто така, тој рече дека во наредните денови на слични трибини и во другите градови ќе се отворат сите важни прашања и дилеми за тоа што ќе добие Македонија со позитивното референдумско изјаснување. При тоа изрази сигурност дека на последниот ден од септември сите ќе бидат горди на донесената позитивна одлука. Кочанските таксисти од викендов започнаа со наплаќање на услугите со користење на таксиметар. 50 динари старт и 15 динари од секој нареден километар е цената која граѓаните ќе мора да ја платат доколку се одлучат да го користат такси превозот. Покрај таксиметрите, таксистите ќе мора да поседуваат и важечка лиценца за вршење на такси превоз што ја издава општината. Конечно се става ред во такси сообраќајот во Кочани. Викендов такси компаниите започнаа со наплаќање на своите услуги користејќи таксиметар. Од сега граѓаните кои ќе го користат такси превозот ќе мора патувањето да го започнат со почетна цена од 50 денари, а секој изминат километар ќе се наплаќа по 15 денари. Со самото тоа, на крајот од патувањето истите ќе мора да добијат и сметка за извршената услуга. Покрај таксиметарот, кочанските таксисти мора да поседуваат и важечка такси лиценца за вршење на превоз, што ја издава општината. Сето ова се должи на напорите на локалните власти кои во изминатиот период преку засилени контроли на сообраќајните инспектори ги предупредуваат таксистите за постоечките законски обврски. Од сега секој такси возач ќе мора да биде пријавен како вработен во такси компанија, да поседува таксиметар и лиценца за вршење на превозот. Во годините наназад на кочанските улици се појавија голем број на диви таксисти, но и такви кои под логото на регистрираните такси компании во градот вршеа превоз без соодветна лиценца. Самиот факт дека во Кочани имаше околу 200 такси возила, од кои само 20 поседуваа такси лиценца, говори дека ред во такси превозот мора да биде ставен. Со новите измени голем е и бројот на таксисти кои ја напуштија оваа дејност. Дел од нив поради големите трошоци и малата заработувачка се преориентираа во други дејности и ги оставија своите возила дома. Со тоа се намали и бројот на такси возила кои оперираат во градот. Сепак, со ново настанатата ситуација се прават напори за конечно решавање на овој проблем што се провлекува низ годиниве. Со ова, такси превозот во Кочани нема да биде лесно достапен за сите граѓани, па тие ќе мора да избираат дали ќе го користат како порано или ќе изнајдат алтернативни начини за да стигнат до посакуваната дестинација. Кочанските пензионери освоија 3 златни и 1 бронзен медал на 23-та Републичка пензионерска олимпијада, што во неделата се одржа во Радовиш. Тие се напреверуваа во 11 спортски дисциплини во категорија мажи и жени.
3 златни и 1 бронзен медал за спортистите од Сдруженијето на пензионери Кочани на 23-та републичка олимпијада на пензионерите на Македонија, што годинава се одржа во спортскиот центар во Радовиш. Сдруженијето на пензионери Кочани се напреваруваше во повеќе спортски дисциплини: шах, теглење јаже, трчање, домино, табла, скок од место, фрлање ѓуле и шутирање голови на пенали, како и стрелаштво и фрлање кошеви во категорија за мажи, додека женската екипа се напреваруваше во стрелаштво и фрлање кошеви. Кочанските пензионери уште еднаш ја потврдија својата подготвеност и упорност кога станува збор за освојување медали и постигнување резултати. Златни медали освоија во дисциплините стрелаштво жени, фрлање кошеви мажи и скок од место поединечно најдобар беше Ѓорги Николов. Бронзата ја освоија жените спортисти во фрлање кошеви. Најдобар стрелец во женска конкуренција е прогласена Марија Гицова, член на Сдруженијето на пензионери Кочани, која што доби и пехар, а во другите спортови Сдруженијето на пензионери Кочани има и 4-то пласирани екипи. За останатите резултати ќе се почека званичниот билтен, кој што ќе ги даде пласманите од 1 до 8 место во сите спортски дисциплини, рече Ѓорги Серафимов, претседател на Сдруженијето на пензионери Кочани. На Олимпијадата во Радовиш учествуваа 34 спортисти, 3 судии и 5 представници од управата на Сдруженијето. Тоа се најдобрите спортисти кои се квалификуваа од регионалните спортски надпревари, одржани пред 2 месеци во Кочани. Следува информацијата од спортот. Осогово и Малеш од Берово ќе се сретнат на подготвителниот пријателски надпревар, што во вторник ќе се одигра на стадионот Никола Мантов во Кочани. Сепак и покрај подготовките за новата сезона, почетокот на надпреварите во третата Лига Исток се уште е неизвесен. Во вторник на стадионот Никола Мантов во Кочани со почеток од 16 часот и 30 минути Осогово ќе одигра пријателски надпревар со тимот на Малеш од Берово. Ова ќе биде еден од низата подготвителни надпревари кои играчите ќе го одработат во подготвителниот период заради подигање на нивната физичка и техничка спремност во пресрет на новата надпреварувачка сезона. Изминатиот викенд заврши летниот трансфер период, а клубот од Кочани се засили со десетми на нови фудбалери. Дел од нив се млади и надежни спортисти, а има и такви кои зад себе имаат богата надпреварувачка историја. Последно во низата засилување на крајот на трансферот е фудбалерот Илија Зерковски, кој пристигна од екипата на Големо Коњари од Прилеп. 24-годишниот дефанзивец во својата фудбалска кариера има настапувано за неколку тимови, меѓу кои како позначени можат да се извојат Победа и 11 октомври. И покрај подготовките што дел од клубовите ги направија во текот на летниот период, сепак почетокот на новата надпреварувачка сезона во третата фудбалска лига Исток е неизвестна. Голем дел од клубовите кои се пријавени за настап се уште ја немаат платено потребната котизација, што говори дека постои можност стартот на новата сезона да биде одложен. Сепак, надлежните од Фудбалската федерација на Македонија ќе треба повеќе да се ангажираат заради надминување на настанатата ситуација и непречено започнување на надпреварувањето. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.